Се подготвува ли длабинска трансформација на Дачија? Откако е дојден на позиција прв човек на Рено, Лука Де Мео редовно ги најавува реформите на работењето на групата, од кои може да се наслути што ќе следи. Една вест сепак покажа дека некои работи остануваат далеко од ушите на јавноста. Имено, романската влада објави дека се одржал состанок со раководството на Рено на кој било разговарано за иднината на Дачија. На прв поглед ништо чудно, но тоа што средбата била во Париз и на неа присуствувала романската министерка за труд и социјална политика, кажува многу. Иако осуствуваат било какви конкретни информации, не е тешко да се претпостави зашто и колку се загрижени политичарите во Романија за својот најголем извозник. Со право, бидејќи дел од промените веќе ги засегаат. Алијансата во која Рено влезе со Гили резултираше со основање заедничка компанија за производство на мотори со внатрешно согорување, во која влегоа дел од погоните на Дачија. Но долгорочно гледано, со оглед на електрификацијата за која се залага Рено, прашање е уште колку долго во Романија ќе се произведуваат класични мотори пред тие целосно да започнат да се увезуваат од Кина. Дополнителни грижи создава и тоа што моделите на Дачија, дури и оние кои се продаваат во Европа, веќе се произведуваат во разни земји – Мароко, Турција, Бразил и други. Дачија е основана 1966 година, а Рено ја презеде пред крајот на милениумот и успешно ја ревитализираше. Во моментот Сандеро е најдобро продаван автомобил во Европа, а Дастер е на 9-то место.